ušte kako učenik po Srednjotog umetničko učilište v Split, kako всекој млад човек чувствував потреба во своето ликовно искажување да се свртам повеќе кон сопствениот народ, кон сопствената историја. Негде во 1969 година јас почнав да го обработувам ликот и делото на првиот македонски просветител Додо Кирил Печиновиќ Тетоец. Јас како да бев спотнат да го продолжам моето работење на тема на македонската преродба и веднаш се роди една нова скулптура, тоа е скулптурата на Партенije Zografski. По Партенije Zografski надојде скулптурата на Ѓорѓе Пулевски, потоа на братите Миладиновци, па потоа на Шапкарев, па на Цепенков и така редом до, да речеме, последниот македонски така наречен преродбеник, тој е повеќе, да речем, идеолог на македонското национално културно движење при почетокот на 20 век со Димитрија Чуповски. Но моето интересирање не заврши тука во моето ликовно работење. Мислам, јас ја работев фрагментално, велам, и линденската епопеја, но сакав да надзрам подлабоко во нашата историја, во историјата на македонскиот народ и пошироко, ако сакате, на словенскиот народ. Јас долго време, можеби 2 години, размислував како во еден континуитет да се вратам назад од преродбата негде во почетокот на 8-миот, односно 9-тиот век, па се навамо пак да дојдам до Кирил Печиновиќ. Тоа значи да јас почнав да се интересирам за првиот зародиш, да речеме, на славенството, на македонската далечна историја, но не можев да одбегнам идејата да не се зафатам со ликовно, би рекол, обликување на, као символ, би рекол пред се, на сесловенскиот бог Перун. Потоа што? Се наметна темата Кирил и Методи. Кирил и Методи се неодминливи, ако сака да се нешто длабоко, коренито создаде во областта на ликовната уметност на оваа тема. Не е возможно да еден автор нив не ги обработува. Ја лично сметам дека тоа се најголемите духовни вертикали на сесловенската култура воопшто. Познато е во историјата на литературата и воопшто во историјата што они се создале и створиле за човештвото.
Кога ми се наметна проблемот за Кирил и Методиј, јас со помош на многу наши истакнати научни работници почнав прво во цртеж да ја реализирам таа идеја, низ разни детали и така натаму, и дојдов до едно дефинитивно решение што ќе рече како да се они идејно и мисловно, како два брата, како две личности, да се ликовно компонираат. Од мое ликовно искуство е можно тешко. Јас при основното концепирање на скулптурата на Кирил и Методиј, прво размислив како, мислам чисто физички би ги поставил. Дали би биле двете фигури простум или едната би била седешка, а другата би била простум. Така да направив неколку скулптури и неколку скици, мислам цртежи скулптури, и дефинитивно се определив да Методиј како главен идеолог на нивното учење, како оснивач на неговата позната брегалничка школа, Методиј, според една легенда, да седи на пресечен даб. Зошто на пресечен даб? Легендата говори дека самиот Методиј имал во себе си некое предубедување дека дабот пагански пречи во нивната општа акција и настојување во нивната моравска мисија, во нивниот долг пат за Рим. Он бил убеден дека дабот му пречи и предпоставил, ако пресече даб, тогаш веројатно нивното учење, нивното мисионерство ќе биде успешно. И поучен од таа легенда, јас компонирав еден пресечен даб врз кој седи Методиј со една отворена книга. Книгата е отворена спрем светот, бидејќи нивната глаголица е создадена за светот, а не е за нив, така книгата он ја држи во своите две раце, во својата прегратка, а оние седнат врз пресечен даб, даб од кој искачаат безброј жили, корења, поврзани со нашата словенска почва. Простум зад него успревен е филозофот Кирил, кој со својот поглед исто така комуницира со отворената книга, а со левата рака активно учествува во книгата, а додека со десната рака, да така кажам, братски се потпира врз својот постар брат Методиј.
beskonačan ciklus Panoptikum Makedonijum, ili da rečeme ciklus na slavenstvoto. Kako nebo beskonačan, ja vjerojatno v moj život neki imam dovoljno vreme da ga celostno završam, no sreka je vojdninata, što ke ima i drugi likovni tvorci, dejci, po mladi generaciji, za koji se radujem дека ќе продолжат да работат ова наша историја. Но јас со Кирил и Методи не застанав, јас продолжувам и понатаму на ова тема, на тема на македонската подалечна и поблиска историја, која ми е во програм за следните 5 години да ја завршам како еден целосен циклус и да ја презентирам пред македонската, југословенската и другата културна јавност.